почитувани колеги, почитуван Диме Велков. Ке. Шо ке заокружите, Дим? Искрено да ве прашам. Имавте ке. Зборчето ке, постојано ви си го употребувате. Што ке заокружите? Вие понудите 6 милионско решение. Од тие 6 милиона, дали знаете дека само 15% се реализирани? 15%. Тоа е помалку од 1 милион евро. А велите 6. Сега додавате 4. Со самата постапка дека нудите ново законско решение, го поправате предходното, ни потврдувате дека имате сгрешено. Во континуитет од почетокот на носењето на законот, ви окружувавме. Не слушате. Ке зборувам малку повеќе во однос на она што се случи и предупредувањето кој го имав. Меѓутоа, бидејќи сега реплика, ќе одговорам на она што вие го зборувавте. Една година агонија, значи, она што велите дека се решава, една година клубовите и за прв пат во историјата на македонскиот спорт имаме протести. Ке испаднат спортистите, требаше да излезат во недела да штрајкуваат. До тамо дојде работата. Не земјоделци, не образование, крај да се нема. Работени во затворската институција, крај да се нема. Дојде ред и спортистите да штрајкуваат во Македонија. До тамо ни дојде работата. Во врска со начинот на реализација на ваучер системот, мора да се напомене дека во моментот не е многу практичен, ви го кажувам ова од луѓе. Од причини што најголем дел од спортските клубови кои се надпреваруваат до втората, односно трета лига и останатите младински лиги во национални првенства се изземени од неговото користење и не се во можност понатаму да функционираат, се надпреваруваат од системот на националните спортски федерации. Најголем дел од националните спортски федерации и спортски клубови па кои ги имаат ваучерите од страна на Агенцијата за млади спорт се соочуваат со големи проблеми околу реализирање на истото. Затоа што правните субјекти, потенцијалните донатори не се доволно информирани и кај нив постои скептицизам во врска со начинот и постапката за неговата реализација. Нашиот предлог, кој ние го предлагавме, кој впрочем вие го тргнавте од дневен ред в 2016, а го кинавте 2019, тоа е законот за данок на добив, каде најголем дел од клубовите во првата, втора, трета лига, младинските екипи и останатите кои ги исполнуваат услови да добијат финансиски средства од правните субјекти. И тогаш потенцијалните донатори беа запознати со ова мерка и сега одеднаш менувате и сето тоа се пролонгира. Цела година имаме агонија. Јас ќе го задржам правото сега, бидејќи ќе имам говор, дополнително ќе објаснам зашто се случува, каде е пречката, каде е грешката, инаку не е проблем во интерес на спортистите да се даде подршка на ново законско решение, што верувам за жал дека нема да биде добро.